Надпартиско и општествено обединување за изготвување стратегија за напредок на Македонија. Председателот на СДСМ Винко Филипче побара средба со премиерот Христијан Мицкоски, која ќе го трасира патот кон лидерска средба на сите парламентарни партии. Здравство, правосудство, животна средина, борба против партизација и политизација. Иако неговата партија за 7 години власт речиси да немаше напредок во овие области, сепак лидерот на СДСМ сака да зборува токму на овие теми. Не откри детали, но констатираше каде имало проблеми. После големата трагедија во Кочани ја видовме реакцијата на граѓаните, револт, наместа бес. Би рекол сосем оправдано, поради тоа што во изминатите повеќе од 3 децении очигледно е дека тоа што се нарекуваат реформи, тоа што се нарекува транзиција, очигледно не го даде посакуваниот резултат. Системот очигледно на многу места не функционира како што треба. Мораме да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партијата. Потребно е да се направи еден систем, една нова форма на политички диалог, би рекол и општествен диалог. Трагедијата во Кочани според Филипче ги извади на површина сите пропусти и крајно време е сите да седнат да работат за доброто на државата. Премиерот Мицкоски пак е подготвен да седне на маса со Филипче, па дури и после полноќ. Рече дека ќе го сослуша неговиот план, но немало потреба да се прави естрада на јавна сцена. Доколку има план, како што најавија, подготвен сум да го примам на средба председателот на СДСМ, да го образложи планот, да го слушнеме планот, бидејќи се сериозни времења, јас сум сериозен човек, сериозни работи се во прашање, и тоа најмалку е што треба да се прави естрада на јавна сцена. Доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање во секое време, ќе го прераспределам мојот распоред на полноќ, после полноќ, кога ќе каже тогаш. Стратегијата за која зборува првиот социјалдемократ има многу сличности со националната развојна стратегија во периодот од 2024 до 2044 година, која предвидува борба против криминалот и корупцијата, враќање на довербата во институциите, зајакнување на економијата, енергетска независност. За владата ова е обединувачки документ кој го трасира патот на Македонија кон сериозни промени и реформи што ќе доведат до подобар живот и повисок стандард.